Од сабота па натаму на сцената на Струмичкиот театар ќе се игра представата Петок 13. Станува збор за комедија која премиерно ќе се одигра овој викенд на 17 февруари. Режисер е штипјанецот Никола Ристов, а улогите ќе ги толкуваат актерите Стојан Велков Трн, Анкица Бенинова, Јасмина Вучкова и Ванчо Василев. Ова е еден многу интересен текст од Жан Пиер Мартинес, кој што се бави со пред се со луѓето. Значи, ова е приказна за две фамилии, двајца најдобри пријатели фамилии меѓу себе, кои што се собираат на една вечера и им се случуваат многу неверојатни работи. Сега не би сакал да откривам што се случува, затоа што на вистина е многу тензично и многу богато со случки, така што ќе оставиме тоа публиката да го гледа и да го доживее. Од актерите играат Стојан Трн Велков, Анкица Бенинова, Јасмина Вучкова и Ванчо Василев. Ванчо Василев исто така ги работи и костимите на представата. Сценограф е Филип Коруновски, долгогодишен мој соработник од Велишки театар. И исто така имаме доста соработка со новинарските агенции, имаме соработка со телевизија ВИС, имаме соработка со Канал 77 и имаме соработка со една локална музичка група Дивизија, која што искористивме на нивна нова песна, па ова на некој начин може да биде и промоција за некој следен албум што ќе го издадат. Петок 13 е комедична представа, која го отсликува животот на обичниот човек и покажува дека тој е непредвидлив и дека работите може да се променат за миг. Приказна исполнета со контрасти, која се занимава со прашањата за значењето на среќата, парите, љубовта, пријателството, но и моралот. Петок 13 како наслов влече една линија на тоа суеверие кој сите го носиме во себе од различни аспекти. Сепак, дали е тоа среќен ден или е несреќен, на крајот веројатно зависи од нас и како ги гледаме работите и како ги доживуваме работите. Така што тоа се остава да виси во воздух. Ние немаме намера да го одговориме дали на некој ќе му биде среќен Петок 13 или не, туку дека тоа е денот кога како Нова година, например, еден ден кој го обележуваме во календарот, кој што сметаме дека треба да промени одредени работи. А ова за мене беше едно прекрасно искуство, морам да го кажам тоа, затоа што бев неверојатно лесно прифатен, така да кажам, од целокупната екипа. Не зборам само за актерите, значи од целокупната екипа. Јас сум доста долго познаник со дел од актерите, тука заедно студиравме, но со останатиот дел се запознавме и имавме прекрасна соработка. Значи, можам да кажам само најпофални зборови за луѓето во Струмичкиот театар. Неодамно од Министерството за култура донесоа одлука за давање 50% попуст на сите студенти за настаните организирани од националните институции од областа на културата. Иницијативата започна со потпишување на меморандумот за соработка со Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи.